Зајакнување на критериумите за напредување во звање на факултетите, нов начин на финансирање, повеќе средства за оние универзитети кои ќе исполнат високи критериуми и потикнување на транспарентноста на работата на државните универзитети се само дел од новините во Законот за високо образование и Законот за квалитет во високото образование кои се веќе објавени на ЕНЕР, додека Законот за научно-истражувачка дејност ќе биде објавен деновиве. Секој кој ќе аплицира за избор во звање, доцент, вонреден или редовен професор, од сега ќе има обврска до изборот да изработи и објави најмалку 6 до 7 трудови, од кои 3 до 4 треба да бидат објавени во списание со импакт фактор, односно фактор на влијание од базите Web of Science или Scopus. Ова 6 до 7 или 3 и 4 соодветно на звањето. Според светската статистика, за еден универзитет да се најде меѓу најдобрите 1000 на Шангајската ранг листа, треба годишно да продуцира и објавува најмалку 1200 трудови во списание со импакт фактор. Според Јаневска, фактот дека нашите универзитети годишно објавуваат помеѓу 300 и 500 трудови е нешто што мора да се промени. Законот предвидува еден наставник доживотно да остане во исто звање, доколку ги исполнува условите за тоа звање при секој следен избор. Еднаш избрани редовни професори во иднина по усвојување на законот ќе имаат реизбор по 7 години. Оние кои веќе се избрани во редовни професори нема да бидат опфатени со овој закон. Законот предвидува мандатот на ректорите да биде 4 години наместо сегашните 3. Воедно променете и моделот за избор на ректор.